Марко, почитуван министер за земеделство, шумарство и селскостопанство Љупчо Николовски, ценни дами и господа. Природните ресурси, колку што можеме да ги детерминираме како своевидно национално богатство, во уште поголема мера можеме и мораме да ги третираме како сеопшто добро, чија што одржлива и планска употреба, но и чување и заштита да не стануваат императив за секој општество и за неговите институции. Во тој контекст, дозволете ми веднаш на почетокот да истакнам дека околу ова прашање за заштитата на шумите има една основна премиса која неизоставно треба да се има предвид пред да се даде било каков одговор. А тоа е непроценлив природен ресурс, за основа на кој што во голема мера се темели и развојот и останатот на човековата цивилизација. Прашањето за заштитата на шумите само по себе дури ги надминува сите економски, еколошки или какви било други критериуми или стандарди што ги содржи во себе, бидејќи ја танкира по самата срж елементарната човекова екзистенција. Особено денес во ерата на динамичниот технолошко-технички развој, во ерата на рапиден раст на глобалните економски трендови и поварувачка на производствените добра, во ерата на драстични климатски промени. Потаму сакам да потенцирам дека идејата и намерата на Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство да почнеме да разговараме, но и да дискуваме околу проблематиката на заштита на шумите на еден поимаков, одговорен и конкретен начин, без никаква дилема е повеќе од потребно, неопходно и доаѓа во вистински час пред да биде предоцнет. Сведоци сме дека во изминатите години шумскиот фонд во Република Македонија првично неплански, но и од незаконски мотиви бележи константно, квантитативно, но и квалитативно намалување. Дополнително временски прилики и невниманието на човечкиот фактор, особено во летниот период, ги мултиплицираат штетите. Ваквата состојба просто е неодржлива и мора да биде одлучно превенирана од сите надлежни институции. Од аспект на надлежностите на Министерството за внатрешни работи, дозволете ми да презентирам само неколку според мене важни статистички показатели со цел што по-илустративно да добиеме увид, макар модел од генерално незадоволителната состојба околу заштита на нашите шуми. Имено, Министерството за внатрешни работи неколку години назад ги засили напорите за превенирање и сузбивање на нагорниот тренд на незаконско опустошење и сеча на шумите и нивна незаконска препродажба како огревен или граден материјал. Само во текот на минатата година беа евидентирани 206 кривични дела по основна кражба на дрва или пустошење на шуми, со кои беа опатени 243 сторители, против кои севкупно беа поднесени 174 кривични пријави. Станува збор за бесправно исечена дрвна маса, вредна речиси 11 милиони денари, или точно 10 милиони 939 илјади денари, односно за неповратно загубени 24.841 метар кубен дрвна маса. Сакам да напоменам дека во рамките на кривични пријави, 28 од нив се однесуваат на 32 кривично пријавени службени лица, чија задача, меѓу другото, била и заштита на шумите. Годинава пак, заклучно со минатиот месец, одземени се речиси 2900 метри кубни бесправно изсечени дрвна маса, вредна речиси 6,5 милиони денари и при тоа во документираните 97 кривични дела поднесени се 77 кривични пријави со кои беа опатени 110 лица. Се разбира, тука мора да се посочи податокот дека МВР во тесна соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство лани изведува 315 заеднички акцијски контроли, при што беа одземени 607 метри кубни дрвна маса, додека годинава, односно во изминатиот период од 6 месеци, беа спроведени 359 заеднички акцијски контроли, а беа одземени 510 метри кубна дрвна маса. Целта ми е преку овие податоци, од доменот на работата на МВР, макар делумно да добиеме појасна представа за појавите на бесправната сеча на шумите, на кражбата на дрва, транспорт, преработка и продажба на дрвната маса, кои не само што предизвикуваат огромна штета по однос на буџетот на државата, туку и уште поголема штета по посушењето на шумскиот фонд и природниот прираст на шуми. Барем за нас како полиција евидентно е дека сите овие појави веќе не може да се охарактеризираат како стихини, туку напротив, тука се јасно препознатливи елементи на организирано, криминално и коруптивно
делување. Оттаму сосема е логично и се наметнува констатацијата дека ние како институции мораме да ги зголемиме нашите практични напори во сузбивање на тамошно уништување на шумите, при тоа градејќи поефикасен и координиран систем за делување, кој меѓу другото ќе се темели и на сите проверени со одредно применливи и позитивни искуства, како што е случајно со искуствата и практиките на италијанските институции по превенција и сузбивањето на непланско и незаконско однесување кон шумите, но и нивна заштита и чување. Конечно сакам сосема отворено да искажам едно свое лично убедување, личен мотив. Човекот е дел од природата и нашиот опстанок зависи исклучиво од нејзиното чување, а не од нејзиното загосподарување. На крај дозволете ми во свое име, во име на Министерството за внатрешни работи, да им се заблагодарам на нашите италијански пријатели, на нивната доследна и континуирана отвореност за тесна соработка во сите домени на општественото живење, во случајов и околу една вака навиду не толку помпезна, а во суштина и тоа како важна тема, а тоа е заштита на шумите. Се надевам дека оваа денешна дискусија е само почеток од кој што ќе произлезе на тамошната уште поинтензивна соработка на ова поле, која што ќе развие механизми на заштита и спречување на овој организиран криминал, при тоа вклучувајќи ги вработените и во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за земјоделие како дел од криминалната структура.